И здраво на сите, денес ќе ги видите најубавите места кои ќе ги посетиме во Босна. Првата дестинација ќе ни биде водопадите Кравица. Од Мостар до таму имаме околу 1 час возење, што е идеално за еднодневно патување. Се искачуваме нагоре и имаме еден убав панорамски поглед на градот Мостар. Иначе Кравица е една од најпознатите и најпосетените природни атракции во Босна. Денес конечно ќе ја посетиме и ќе видиме дали навистина е толку убава како што сите ја опишуваат. После 1 час возење пристигнуваме до паркингот кој го плативме 3 евра за цел ден. Веќе сме на влезот и не очекувавме да се наплаќа како и многу луѓе околу нас. За двајца плативме 40 куни или 1250 денари. Одевме околу 10 минути и од тука ги имаме првите погледи на водопадите. Водата е кристално чиста, но и навистина ладна, што е супер за разладување на овие летни температури. Околу водопадите има неколку ресторани и кафулиња каде можете да седнете, да се одморите и да уживате со поглед директно кон водопадите. Неспонзорирана реклама. Земавме кајак кој го плативме 15 евра за пола саат и весламе што поблиску кон водопадите. Иначе само со кајак или чамец е дозволено да се оди блиску до нив, додека пливањето близу водопадите е забрането. Уживајте во преубавите погледи. За назад го начекавме ова возче кое само што поаѓаше, па ни беше добра опција за оваа огорница. Го плативме 4 куни за двајца, што е 125 македонски денари. Се враќаме назад кон Мостар и добро е што не им падна кутијата пред нас. Следната дестинација ни е Фортица, која се наоѓа на само 15 минути од Мостар. Овде мислев дека ќе ме собере, ама направив лоша проценка.
malo, Ако не се плашите од височини, Фортица Skywalk е место кое што мора да го посетите. Стоите на стаклена платформа високо над градот, а најубаво е да се посети на зајди сонце. Не знам дали не пишува ништо или можеби го свртеле картонот наопаку. Најверојатно продаваат нешто. Тука над нас има и zip-line, се пуштате таму лево, а стигате скроз до карпата што се гледа од десна страна. Должината на zip-line-от е 1000 метри и се наоѓа во висина од 100 метри. Сакавме да се спуштиме, но ради силниот ветер беше затворено, а следниот ден заврна дожд и исто така не работеа. Изгледа ни беше некој знак да не одиме. Човекот ни покажуваше колку е тенко стаклото. Ако се мислите кое е време да дојдете тука, дефинитивно на зајди сонце. Имате и место каде можете да се напиете кафе со преубав поглед. Тоа беше од втората дестинација, а вие останете да ја видите и третата. И доколку сакате, поддржете не со еден клик на subscribe. Третата и последна дестинација за ова видео ќе ни биде Благај, кој се наоѓа на 20 на минути од Мостар. Сакав да му кажам дека му чури колата, ама си викам сигурно има погледнато у ретровизор. Пред самиот влез има повеќе тезги на кои продаваат сувенири и други разни предмети.
Реката извира точно од подкарпата пред нас, а околу има повеќе ресторани кои нудат традиционална храна. Влезот за оваа текија се наплаќа, но не ни текнува колку точно го плативме. Исто и внатре има продавници во кои може да си купите некој сувенир. Водата од тука се гледа зелена, а кога ќе влезете во пештерата се гледа дека е сина. Ова е Благај текија, историски објект од османлискиот период. Она што ја прави посебно е незината неверојатна локација. Сместена е веднаш под огромна карпа над самиот извор на реката Буна. Сега влегуваме со чамец директно во пештерата од каде што извира реката Буна. Ова го плативме 10 босански марки или околу 300 денари за двајца. Француски истраживања највеќи извор питке воде во Европи. Са преку 40.000 литра се помни. У летном периоду. Çünkü kuşlar istediği için kendini... Çok değişik bir koku var. Фала на сите што го изгледавте видеото до крај. Доколку се уште немате ставено subscribe, кликнете и подржете не, а ние се гледаме во некое наредно видео. Поздрав!